Странското мешање има цел да го разнебити општественото ткиво и да оствари контрола. Раздели па владај е максимата по која што се водат и дезинформативните кампањи во суштина, и тука граѓанското општество е на удар, како од надворешни центри на мој, кои што преку тие дезинформативни кампањи ги дискредитираат граѓанските организации, како надворешна агентура, нели, шпиони, застапници на други странски интереси. Например, за поконзервативното население се представува некаква загрозеност на семејните вредности од страна на ЕУ, а овие странски сили, како и нивните локални поддржувачи, се представуваат како некакви бранители на традиционалните вредности, и тоа се е поврзано и со ширење на говор на омраза и со поттикнување дискриминација било кон некои општествени групи, меѓу кои против жените, против ЛГБТ луѓето или слични маргинализирани групи, но и на етничка основа. Како организација која што направила мониторинг на скоро сите нивни Facebook постови, социјални мрежи и се останато, тоа што нас најмногу не загрижува е леснотијата со која што тие протнуваат насилство врз други луѓе. И кога гледаме дека насилството врз други луѓе во јавноста, како говор на омраза, како родови дезинформација и така натаму, станува норма, станува култура на изразување и живење, Например, во нашата држава се многу влијателни медиумите од Србија, кои што промовираат одредени политички и други интереси, а голем дел од нашите медиуми ја земаат нивната содржина некритички, без да ја проверат, и истовремено со информациите пренесуваат и дезинформации или политички манипулации кои што го насочуваат пак нашето население да има одредени предрасуди, да верува во одредени теории на заговор и всушност да се јакне антизападно и евроскептичко расположение. Мислам дека е рефлексија на целокупниот систем, која све се распаѓа, што се вика, или која паѓа довербата во државните институции, неминовно е да следи и пад на довербата во другите сектори. Во случајот на граѓанските има веројатно една од главните поврзаности или перцепцијата за поврзаност со политичките партии, или тоа што политичките партии го прават за да се добива таква перцепција, односно вообичаени се чести се таквите напади дека некој истражување ќе излезе или едната или другата или третата партија ќе обвинат организацијата дека е блиска до другата партија, иако тоа често не е таков случај. Тоа што е евидентно од аспект на улогата на граѓанското општество во справување со дезинформациите е дека изминатите години и декади, би рекол, стана сериозен извор на експертиза, каде што низ различни програми кои што се фокусираат на различни политички области, а тука вклучително и дезинформациите, граѓанските организации, експертите во рамки, истражувачите во рамки на истите, развија знаења за метод и пракси, за методологии на следење, препознавање, обзнанување, нели она што се нарекува деконструкција на дезинформативните кампањи.